Не ми се верува дека ова го правам пак после 12 години, ама официјално добредојдовте во моето второ прво видео или официјално прво видео на овој канал. Може би дел од вас веќе ме препознаваат, тоа е поради тоа што се дојдени или од TikTok или од Instagram после најавата, а може би и сум целосно нова на некој од вас, така што за сите кои што прв пат ме гледате, драго ми е што од сега па натака ќе се дружиме. Еден прашалник на Instagram каде што ќе можете да ми поставате прашања кои што ве интересираат и јас на тоа да ви одговорам не само бизнис прашања, туку и може би поприватно да ме запознаете со цел да видите која сум јас и зашто всушност одлучив да се дружиме. На прашање е зашто баш YouTube и дали ова е прв пат да снимаш. Зашто баш YouTube? Тоа е заради тоа што мислам дека ова е платформа каде што може и така да се уствари многу убава конекција со луѓето кои што те гледаат и едноставно да се створи доверба кај публиката, за разлика од TikTok и од Instagram, кај подолго да образлучам што јас всушност мислам на одредена тема и да помогнам можеби на некого. Не ми е прв пат да се снимам на YouTube, ова ми е втор пат да го почнувам ова, само што тоа беше пред 12 или 13 години, каде што јас бев обседната до сите српски инфлуенсерки, како што беа Леа Станковиќ, Анџела и Наџа или Јана Дачевиќ, и јас толку сакав да бидам како нив и толку многу сакав да се снимам, само што поради тоа што во Македонија тогаш никој се немаше пробиено, ми беше многу глупаво да снимам на македонски, почнав да снимам на српски, со што си го преименував името, бев и Јана и не чисто го покажав лицето, повеќе се снимав со задна камера. Имаше неколку видеа каде што можевте да ме видите, ама после нека време тој профил ми беше деактивиран и за жал веќе немам пристап до него за да можеме да се посмееме на тие видеа, така што сега вртиме нов лист и почнуваме од почеток. Тоа прашање поради тоа што видов дека доста од вас прв пат се среќаваат со мене, а тоа беше колку години имаш, од каде си и дали нешто студираш. И јас се викам Матеа, имам 20 години, неодамна напуне 20 и чудно ми е да имам двојката напред. Инаку сум од Скопје и студирам на економскиот факултет тука на маркетинг, така интересно прашање што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш како малечка. Јас искрено секогаш сум знала дека ќе се занимавам со социјални мрежи, со снимање на социјални мрежи, маркетинг, телевизија или нешто слично, пошто што од малечка многу сум сакала да бидам изложена пред камери. Имам учествувала во неколку кратки емисии, сцени, некои кратки филмови и така натака. Малечка сум пред камери, само што никогаш официјално сама немав седнато да ја отпочнам можеби таа кариера, но дојде момент каде што се решив и реков дека е време да почнам и за себе да го правам тоа пред се. Почнам со TikTok и со Instagram, но сваќав дека YouTube е нешто што стварно ми недостига и нешто и место каде што може да се вратам. Ќе шарам од прашање на прашање заради тоа што има навистина од сепа нешто и немам баш конкретна тематика на овој Q&A, така што и ќе има поприватни прашања. Зашто најчесто луѓето имаат предрасуди за тебе и дали луѓето го менуваат мислењето кога ќе те запознаат позади камерите во живо? Апсолутно да, многу често луѓето имаат предрасуда за мене дека сум личност која што не се смее, намуртана и со која што не може да се разговара, а тотално спротивно. Јас сум толку ведра, насмејана и позитивна, што мислам дека мене не може да ме најдете некаде да јас само стојам намуртана, јас сум секогаш насмејана. Како го започнуваш твоето утро за да бидеш така насмејана? Ова е некој кој што ме знае. Инаку нешто што почнав да го практикувам во последно време, тоа е да време што можам од срце да ви го препорачам, е тоа да не го фаќате вашиот телефон во првите неколку минутки од кога ќе станете. Јас бев и се уште сум тип на човек што е опседнат и е зависник од својот телефон и мислам дека нема веќе некој кој што не е. Но секогаш прво нешто што правев, отворав телефон и отворав Instagram, TikTok, Telegram, што и да е, за да вратам на сите пораки и после го почнував денот. И првите неколку минутки од денот не беа резервирани за мене, туку беа резервирани за другите и некако се полнев со негативна енергија и сватив дека тоа страшно многу не ми прија. И едноставно решив првите 5 до 10 минутки барем за почеток, кога ќе станам да не го фаќам телефонот, освен да го изгасам алармот. Се опишала сама себе со 3 зборови. Ова е интересно прашање, мислам дека би се опишала како упорна. Ова е малку самоуверена, ама можеби интересна или смешна или хумористична, нешто такво. Ако треба да изберам еден од тие зборови, можеби смешна. Мислам дека сум многу упорна. Јас сум тип на човек што кога ќе почне нешто иде до крај или воопшто не ни почнува. Следно прашање, која е тајната на успехот и како се справуваш со неуспех? Искрено, магично стапче што ќе ве донесе до успехот, за жал не постои. Исто така нема тајна која што ќе ве донесе до успехот и како да се справувате со неуспехот. Единствено нешто кое што можам да го посоветувам како личност која што веќе гради свој бизнис, можеби повеќе од година и пол,
е тоа дека не може да имате успешен бизнис кој што нема неуспех во него. Секогаш кога градите нешто, нормално е да постои тој неуспех. И бизнис не е бизнис ако е целосно совршен. Секој бизнис има негативни страни и има нешто што постојано нешто ќе се случува во позадина, ама ваше е како ќе се извадите од тоа. Многу е битно да имате зацртана цел и стратегија по која што ќе се водите. Стратегија која што јас пример ја користев, стратегија што понатака ќе ја користат и луѓе кои што се пример дел од мојот тим кои што сега почнуваат и така натака и така натака. И мислам дека неуспехот е неизбежен, ама многу е битно како ќе се справите со него. Дали ќе извлечете лекција, ќе си кажете, окей, научив што требаше да научам и сега тоа е тоа, или едноставно ќе паднете во тој некој зачаран круг на вашата психа, каде што нема да си дозволите да излезете од истото, а тоа е многу лошо, така што мој совет, прифатете го неуспехот како една лекција плюс. Така поминавме доста прашања и ме запознавте малку подобро денеска. Баш ми беше драго што се дружевме. Лајкнете го, споделете го видео и субскрајбнете се за да чекате нови видеа, поради тоа што спремаме еден многу интересен серијал кој што сигурна сум дека ќе ви се допадне.